Меѓутоа, ако ние авторитетот го гледаме како повисоко или поголемо од нас, тогаш ние стануваме идолопоклонци, а тоа е против Бога. И затоа целата Библија кажува дека јас сум со вас, немојте да се клањате, немојте да верувате слепо, значи одете со вистината, бидете кротки, добри, така натаму. Значи јас ќе го победам фараонот кај Мојсей, јас ќе те изведам на врвот, во случајот и приказната кај Јосиф кога беше продаден од браќата. Значи што кажува и дури во приказната на Јосиф имаше дел, нели, каде што он ќе биде десна рака и на фараонот. Значи тој не се кланяше, тој во тие моменти кога беше поставен пред фараонот, значи кога му се претеше буквално смрт за неговиот живот, тој остана, значи не се поклони пред фараонот и рече: не, јас верувам само во и служам само на еден Бог, а тој Бог ми вели да не се спуштам и да не се клањам на други богови, без разлика дали сум пред смрт или не, и закана за смрт. Значи тоа е тоа каде што Библијата нас научи дека ние како човечки души не смееме да подклекнеме пред било какви авторитети, без разлика од која и форма да доаѓаат, затоа што има дел исто во Библијата каде што вели, мислам дека тоа беше во Евангелијата, каде што вели Исус: ако треба ќе се откажеш и од мајка, и од татко, и од брат, и од сестра заради мене. Значи во името на вистината. Ако некој може да го гледаме од аспект на во името на Бога или во името на Исус. Океј, и двете се океј според мене. Затоа што сепак Исус е самиот Бог.